Во тек е поднесувањето барања за директни плаќања за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од октомври до декември 2013 година. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој до сточарите упатува и јавен повик. Зашто конкретно станува збор од изјавата на господинот Владко Ристовски, советник во Агенцијата за поттикнување и развојот на земјоделството Крива Паланка. Господин Ристовски, зашто конкретно станува збор? Во тек е поднесување на барања за користење на директни плаќања, односно финансиска поддршка за произведени и продадени литри на кравјо, овчо и козјо млеко. Висината на финансиската поддршка изнесува 3,5 денари по предаден литар млеко и дополнителни 15% за произведено млеко во одгледувалишта кои што се наоѓаат на над 700 метри надморска височина. Така, кои документи треба да ги достават до Агенцијата за финансиска поддршка сточарите? Значи, барањата се поднесуваат до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, таму каде што е евидентирано земјоделското стопанство. Со себе е потребно да ја поднесат откупната белешка која што е издадена од страна на преработувачкиот капацитет, односно млекарниците каде што млекопроизводителите ги продаваат своите литри на млеко. Така, уште на прашање во споредба со минатиот повик што беше за субвенции, каква е сега бројката? Значи, во претходниот повик за предадено и произведено млеко во периодот од мај до септември 2013 година, вкупно имаат аплицирано околу 130 млекопроизводители, што значи дека околу 130 семејства на териториите на Крива Паланка и Ранковце се занимаваат со производство на млеко. Барањата се поднесуваат до 30 април 2014 година во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е извршена регистрација на земјоделското стопанство. Неодамна Министерството за финансии исплати 129,6 милиони денари субвенции за одгледување овци на 1054 земјоделци, каде финансиската поддршка за нивно одгледување изнесува 1000 денари по грло.